Основното училиште Мустафа Кемал Ататурк во селото Пласница, каде што наставата ја следат 253 ученици на турски наставен јазик, го реализира воспитно-образовниот процес во оптимални услови. Директорот на училиштето, Риза Реджеповски, истакна дека благодарение на инвестициите реализирани од општина Пласница, училиштето сега располага со добри услови за одвивање на наставата. Тој информираше дека училиштето има спортска сала за часовите по физичко образование, а училишниот објект е опремен со библиотека и кабинети по различни области, што им овозможува на учениците да стекнуваат и практични знаења, покрај теоретските. Според него, овие инвестиции директно влијаат врз подобрување на квалитетот на наставниот процес и создавање по соодветна средина за учениците и наставниот кадар. Поправо второто полугодие започнаме 20 јануар и без никакви проблеми наставата се одвива согласно наставните планови и програми. За сега се одвива по согласно на законот во најдобар ред. Во моментов имаме 253 ученици. Од оваа година започнавме едносменско работење по барање на Министерството за образование и наука. Наставата започнува во 8 часот наутро, а завршуваме во 14 часот. Условите во училиштето се добри и наставата тече по планот и програмата што е согласно законот. Училиштето има централно грејање, место внатре во самата зграда се грееме на екстра лесно на нафта. Покрај училиштето се загрева, имаме и спортска сала. До сега сме немале никогаш проблем околу снабдување на горивото и проблеми со грејањето немаме. Во ова училиште посетуваат ученици настава што се оддалечени на 2,5 километри. Тоа е населеното место Иџишта и Долна Пласница и за нив се организира превоз за учениците. Исто така до овој момент немаме никакви проблеми. Инаку вкупно патуваат 53 ученици за кои се организира превоз. Без проблем. Без проблеми. Ова училиште е самостојано 96 година, произлегува од Единство Македонски Брод и во тој момент ова училиште имало 976 ученици. Еве за 30 години веќе учениците се намалени на 253, што покажува дека одливот на учениците е голем и последниве години, секоја година се намалуваат за 20 до 30 ученици во годината. Да, училиштето изведува покрај редовната настава согласно законот, изведува и кабинетска настава, имаме 4 кабинети, а тоа може да се заблагодара на општината, на единицата на локална самоуправа Пласница, која како локална самоуправа посветува доста големо внимание за образованието во ова населено место и со нивна помош имаме опремено и кабинети и функционират физкултурна сала. Секогаш кога имаме потреба се обраќаме до општината и секогаш излегуваат во сусрет. Никогаш општината не оставила на некаков проблем кој сами можеме да го решаваме. Локалната власт во општина Пласница, иако сме мала ние општина, рурална општина, меѓутоа смогнува сили, дури за пример и од во споредба со големите општини, прави се што може во належност на нивните закони, како да го подигне степено на образование во општината, во овие две училишта, едното во Лисичан и другото во Пласница, и сме задоволни. Сите проблеми заеднички ги решаваме. На проблем што најдуваме, се обраќаме до општината и тие веднаш ни излегуваат во сусрет. Моментално се најдуваме во кабинетот по информатика во нашето училиште. Овдека се изведува кабинетска настава, користејќи ги овие помагала. Наставата изведува колегата Талкат Шемуски и наставата следат ученици почнувачи од 5 до 9 одделение. Дали едно прашање, што значи имат интернет, има се што имат потреба? Комплетно сме покриени со интернет, без проблеми функционират. Имаме тука електронска табла која се користи, компјутерите,
наставата се изведува во најсовремени услови. Моментално се најдуваме во библиотека, каде што покрај библиотеката што се користи за читање на книги, што имаме книги на македонски јазик, имаме книги на турски јазик. Овдека се изведува настава и на англиски и на германски јазик, користејќи ги сите технички помагала. Моментално учениците се на час по германски јазик. Да. А колку се направат напори што повеќе книги да се носат на библиотеката или? Секоја година библиотеката ја надополнуваме со одреден број на книги, добиваме и преку невладини организации, меѓутоа некаде околу 50 во текот на годината, секоја година снабдуваме учениците со лектири. Колку интересот на учениците да земат да читат? Па интересот на учениците е доста голем, поготово овие предмети што сакаат повеќе да ги изучуваат англиски, турски, германски јазик, читаат доста. Се најдуваме во кабинетот хемија, биологија. Настава следат учениците почнувачи од 6 до 9 оделение. Наставата ја реализира колешката Мустафовска Гулхана. Кабинетот ни е опремен со сите нагледни средства. Наставата се одвива согласно наставните планови и програми и учениците се задоволни кога се на час од овие предмети, бидејќи имаат што да видат и наставата покрај теоретскиот дел учениците изведуваат многу и практични делови. А од кога е кабинетот формиран? Кабинетот е формиран од 2024 година. Учењето покрај теоретскиот дел многу поголеми сознанија добиваат учениците во практичниот дел, а овдека овој кабинет ги дозволува тие услови. Имаме најсовремен микроскоп електронски и сите други помошни нагледни средства што се користат по овие два предмети, а тука може да спомне предметот физика, комплетно сме опремени и покрај наставникот што реализира теоретски дел, како што реков, реализира и практичен дел на учениците, им го покажува кое што е и зошто е тоа така. Овдека се најдуваме во кабинет по ИКТ, информатичка технологија, каде што учениците секогаш настава следат со помош на користењето на електронската табла. Моментално учениците се на час по турски наставен јазик. Часот го реализира колегата Садат Рамчески и ова што го гледате едноставно им помага на учениците да можат на поедноставен начин да го совладат она што им е предвидено согласно програмата. Колку електронски табли имате низ класите или сега? Статични моментално имаме 2, една е подвижна, 3, уште една имаме, меѓутоа таа не е наместена, треба да се наместет, вкупно 4. А доволно се за потреби? Па за овие 4 кабинети доволно се, имаме и што користиме како електронска табла и телевизорот кој е поврзан со компјутерот може да извршува функција како електронската табла.